Значи, благодарам многу на поканата. Чест и привилегија, значи, да се биде во друштво на не само еминентни професори, него и видни експерти во нашата држава, кои сосема добро ја разбираат состојбата и на стопанството, и на државата, и на ситуацијата во која се наоѓаме. Благодарам и на господин Синиша Наумовски за представувањето. Не сум, значи, економист по вокација, меѓутоа застапувам еден сериозен сектор, а тоа е здравствениот сектор, кој во еден дел перфектно функционира, во еден дел и не функционира така добро, имаме сериозни проблеми. Меѓутоа сум, како и подпредседател на Сојузот на стопански комори, еден гласноговорник на проблемите на микро и малите предпријатија, повеќе еден дел средните предпријатија. Благодарам за можноста што имаме, што ни укажавте да ги потенцираме некои од нашите проблеми на микро, мали и средни предпријатија. Значи, како што кажа професорот Поповски, професорот Трпевски, значи инфлацијата, они се навратија и на едно време претходно. Инфлацијата, дел од инфлацијата ни е увезена, меѓутоа дел од инфлацијата ни е представува си ја имаме, ја искреиравме од дома, значи уште од претходните години, и тоа се од проблемите кои ни се наталожија. Значи, ние се соочивме со еден голем дел на иселување на населението. Тоа требаше да повлече некои промени во државата. Кажа професорот Поповски, не бевме доволно, можеби паметни или храбри во тоа време, постепено да ги решаваме тие проблеми. На удар ни дојде ковид кризата, од ковид кризата се уште не се опоравивме, особено ние во здравството бевме многу сериозно оптеретени, се уште не се опоравивме како бизниси. Туку што почнавме да закрепнуваме, дојде зголемувањето на минималната плата. Значи, не целосно инфлацијата ни е нас увезена, точно ни е инфлација од трошоци, меѓутоа некои од трошоците сами ги искреиравме и сега ги имаме ефектите оние што за кои ние алармиравме како Сојуз на стопански комори, дека зголемувањето на минималната плата ќе доведе до сериозна инфлација. Енергетската криза, се разбира, сите не засега, и мали, и средни, и големи. Како викаат, кога големите војуваат меѓу себе, малите губат. Така сме и ние во оваа ситуација. Така се наоѓаат и малите компании во оваа ситуација. Кога големите компании со државата војуваат, ние сме губитниците. Сакам да кажам дека секакви удари и последици се наредија една по друга, и целиот удар доаѓа врз бизнисот. Ова што го гледаме како предлог буџет 5,3 милиарди, значи не става во една сериозна паника. Ние без тоа знаеме дека наредните 3-4 месеци ќе бидат многу сериозен удар за стопанството. Повторно ќе кажам, за микро, мали и средни предпријатија, значи свесни сме, се стегнува обрачот околу нас и се надеваме, нели, до пролет некако да преживееме. Која ќе биде цената како ќе ја преживееме оваа инфлација е прашањето. 2020-2021 14.000 компании се затворија. Проекциите уште пролетоска, значи негде март-април беше дека нареднава година, бидејќи се очекуваше криза, дека нареднава година ќе се затворат 10.000 компании. Да, ќе ја преживееме, не сите, и која ќе биде цената за тоа. Да се надеваме дека голем проблем представува, значи, буџет од 5 милиарди, кои сите знаеме дека ќе падне на грбот на стопанството. Тука не гледаме економски развоен буџет, не гледаме помош за компаниите. Кога зборуваме, ние компаниите, кога зборуваме за помош, значи мислиме на помош во инвестирање и во развој. Значи не мислиме секогаш на грантови за покривање на платите.
многу тежок период ни доаѓа, не сум толку оптимистична како председателот во смисол за наредните неколку месеци. Ние секогаш го задржуваме оптимизмот и се надеваме значи дека до летото ќе можеме повторно и од оваа криза да се опоравиме. Меѓутоа во 2020 година нас од криза не извадија услужните дејности. Нека ме коригираат професорите ако грешам, според податоците што ги имам. Значи, ние сега некако ги занемаруваме тие микро, мали и средни предпријатија кои се занимаваат со услужни дејности и додуша треба да почекаме и да видиме што буџетот од 5 милиарди уфаќа, која ќе биде помошта во развојот на приватниот сектор за наредниот период, кој ќе биде клучен, бидејќи мора да си признаеме дека ние имаме држава каде здравството релативно не функционира, образованието, земјоделието ни се намалува, производството ни е драстично намалено. Значи, повеќе време би оставила за експертите. Тука само сакам да ги истакнам проблемите, значи, кои ги имаат микро, мали и средни предпријатија и да потенцирам дека она што сега следи во наредната дискусија, знаете, даночна реформа, тоа е веќе предизвикува параноја кај компаниите како ќе се преживее. Значи, ние не знаеме и со енергетската криза и со високите цени како ќе преживееме. Уште ова сакам да го потенцирам, бидејќи доаѓав од сектор здравство. Кај здравството луѓето не перцепираат дека има проблем со енергетската криза. Знаете, има компании или здравствени установи каде што цената на сметките за електрична енергија достигнува и повеќе од 25% од приходите на таа врт. Сега вие се економисти, подобро знаете што значи тоа кога цена само за еден трошок достигнува повеќе од 25% од месечните приходи на една компанија. Да продолжиме со дискусијата понатаму, да се надеваме дека ќе изнајдеме соодветни деловни решенија, дека владата и државата ќе има посериозен слух за нашиве проблеми.